Денешното предавање е завршен настан од проектот Информацијата е моќ. Проектот беше финансиран од Македонски институт за медиуми. Инаку денешното, како што кажав, предавање е завршен настан. Проектот ќе се имплементира и натаму во рамките на нашето Сдружение за рурален развој Јавор, бидејќи сме веќе и така наречен инфоцентар за земјоделците за Источноплански регион. Освен ова предавање, значи имавме серија од предавања за различни целни групи, за млади пчелари, за жени од рурални средини, значи жени кои што се занимаваат со земјоделски производство, за медиумска писменост, дигитална писменост и имавме исто така истражувања кои што беа дел од анализите кои што ги правиме, колку нашите земјоделци се информирани и колку е битна информацијата, навремената информација за нивното работење. Беше офатен Источнопланскиот регион, Мигдолов главно се работеше во 3 општини, општина Зрновци, Видица и Делчево. Беа проширени во село Црник и во останати населени места во овие 3 општини. Значи, јас сум Благојче Најдовски, доаѓам од Велес, каде целта на денешното предавање тука денеска во Виница беше да ги едуцираме пчеларите согласно новите потреби кои што се произлегуваат како резултат на проблемите со климатските промени. Значи климатските промени и како влијаат на пчеларскиот сектор како и на другите сектори. Само два примера ќе ви кажам. Значи УВ зрачењето придонесува до намалување на бројот на растенија кои што фактички лачат нектар и полен. Прва работа. Втора работа, суша и сите други климатски непогоди се непомални за пчеларството и пчеларите треба континуирано да се едуцираат како да ги наминат тие работи и во делот на апитехниката, и во делот на заштита на болести, и во делот на нови производи, се со цел да се одржи бројот на пчели, од проста причина, значи пчеларите само 10% зимаат од оној благодат што го даваат пчелите, 90% добива заедницата како резултат на опрашени билки кои што после даваат плодови, затоа што согласно изјавата на Алберт Најштан, значи ако ги нема пчелите за 4 години ќе го нема човекот затоа што се прекинува ланецот на опрашување и едноставно нема храна. Здраво, јас сум Драганчо Бојаджиев од Зрновци, се занимавам со пчеларство повеќе години. Бев на овој проект, сега ме интересираше за некои нови иновации, што беа интересни за мене. Може да уиднина ќе ги практикуваме за посовено пчеларство. Секој е добро да разменуваш податоци и информации со различни пчелари, техник на пчеларење. Климата зависи, менја се климата, 100% се менја климата кај нас. Тоа е многу лошо за пчелите сега и за нас пчеларите. Намалува се килограмите на мед од пчелно семејство. Јас имам 50 пчели, може да ги зголемам, али не планирам, пошто сум моментално во Англија, татко ми помага. Јас сум сега временски повеќе таму, затоа што он не може повеќе да ги зголемеме, треба некоја помош. Сам не може. Тоа е. За воиднина планирам, пошто и ќе зависи од целот климат. Многу е променлива климата, пролетта е многу, некогаш и во повеќе случаи е поладно, тоа се зависи, летото е со големи суши, се влијае тоа за преносот на мед кај пчелите. Пласманот од дома, пријатели натам-навам, пошто нема веќе голема количина на мед, голем проблем е не кај мене, кај сите пчелари. А оваа година конкретно? Па не знам, тамо 2-30 пчели извадиле се околу 300 кила мед, пошто може да оставиш и за нив. Менјат се климите, оваа година моментално сега е малку подобро. Има нешто донасат повеќе полен, можда и мед. Реално не сум ни бил да ги видам, пошто тука веќе 3-4 дена. Планирам текму на следната недела да идам, да видам, да помогнам на татко и тоа. После што биде, нека биде. За зимот. Сите цени растат, а медот како се држи? Медот моментално јас почнав 600 денари да го давам. Пошто се качи, тоа е горе-доле, знам дека е скапо, али тоа е, може да ги поклопим и давачките кај нас, самите пчелари.